Во Матно најдобро се лови. Дел од оние кои сега од улица бараат правда се истите кои учествувале во создавањето на неправда изминатите години и децении. Структури поттикнати од политички мокници, поранешни функционери, партиски апарчиси, па и квази невладини организации и медиумски инструменти сакаат да создадат нестабилност зашто владата се бори против тој систем. Ова се коментарите на познавачите за неуспешниот пленум, но и собирот на кој се видоа и деца на екс-премиери, поранешни вработени во фондацијата Сорос и ликови познати од времето на шарената револуција, кои изминативе 7-8 години никаде ги немаше во јавноста. Новинарот Дарко Јаневски вели дека ова е веќе видено сценарио и дека нема да помине кај народот. Тој смета дека одредени политичко-криминални групи сакаат да го искористат гневот и незадоволството кај граѓаните и да ги злоупотребат протестите за да создадат подолготрајна политичка криза. Народот сега дума и на кисело млеко. И во овој случај, како и во случајот со шарената револуција, дека оваа несреќа се искористува. Очигледно е, се гледа од далеко, дека настанот е искористен за да се извлече некаков политички профит од страна на препознатливите политички групации. Нивно е останува да се обидуваат и понатаму да ја дестабилизираат Македонија. Никому освен на оние кои се огрешиле пред законот не му одговара политичка криза, смета Јаневски и вели дека обидите државата да се дефокусира од борбата со криминалот не смеат да успеат. Дефокусот е повеќе во пропагандна смисла на населението да се занимава со тоа дали сте за или дали сте против протестите, имајќи го искуството, како што реков, од шарената револуција, а владата и министерството си имаат доволно капацитети да продолжат со таа своја борба против корупцијата. Ваквите активности наликуваат на сценарио кое во Македонија го имаше во 2016 година. Сега наместо тишина и достоинствено изразување на тагата, има еден вид координирана офанзива кон целиот државен систем. Според познавачите, протестите и јавните настапи се злоупотребуваат за лична промоција, медиумска хистерија и поттикнување гнев во функција на политички калкулации, што се потврди и во видеото кое исплива на социјалните мрежи, а во кое така наречените активисти на моменти и ни смеа договараат следни активности и добиваат совети од српска инструкторка.